Подготовка за најлошото. Дали во Украина се прави подготовка за најлошото, бидејќи ситуацијата во нуклеарната централа се приближува кон критична, реален ризик од нуклеарна катастрофа во Украина. Официјални лица велат дека централата може да биде исклучена од струја, бидејќи Москва се обидува да ја пренасочи електричната енергија на Крим, кој го анектираше договорот пред 8 години. Невозможно е да се обезбеди безбедност на нуклеарната централа. Тоа е страшно, многу страшно. Имаше многу повеќе експлозии и стана премногу опасно да се остане таму во градот Енерходар. А пак Европа не може да се одлучи дали сака да ги казни обичните руси за војната со Украина или не. Малку е веројатно дека европските лидери ќе постигнат целосен договор за ова прашање, додека ЕУ е главно обединета од почетокот на војната и се согласи да воведе сериозни економски санкции кон Русија, но и во ЕУ се осеќаат последиците од воведените санкции према Русија, но постои и географска реалност што го комплицира секој консензус меѓу 27 земји членки во Европската унија со многу различни економски и политички приоритети. Руско-украинскиот конфликт. Советникот на Зеленски вели дека конфликтот е во ќорсокак и дека Русија назначила нов командант на Црното море. Русија негираше дека низините сили имале тешко оружје распоредено во нуклеарната централа Запорожје, обвинувајќи ја Украина дека го разгорува пожарот пред посетата на Обединетите нации на регионот. Киев подготвуваше провокација за време на застанувањето на генералниот секретар Антонио Гутереш, со кој Москва ќе биде обвинета за создавање вештачка катастрофа во авионот, соопшти неговото Министерство за одбрана. Руските трупи немаат тешко оружје ниту на територијата на станицата, ниту во областите околу неа. Има само градски единици, се вели во соопштението. Руси ги евакуираа семејствата од окупираната област. 6 мина загинаа во гранатирање во Харков. Киев вели дека 200 руски војници биле убиени во последните 24 часа. Украина тивко признава дека стои зад нападите на Крим. Работник во нуклеарната централа Запорожје предупредува на потенцијална катастрофа, можеби како друг Чернобил, изјавил работникот за ABC News, и дека се плаши не само за безбедноста на своето семејство, туку и на светот. Ако нешто се случи со складирањето на гориво, последиците би можеле да бидат исти како Чернобил и дури и поголеми, предупреди работникот кој зборуваше за ABC News под услов да остане анонимен за време на интервјуто во југоисточниот град Запорожје. Во вторникот украинецот е инженер во нуклеарната централа Запорожје во близината на градот Енерходар. Зад непријателските линии украинците им велат на русите: никогаш не сте безбедни. Тајните келии на отпорот забележуваат цели, ги саботираат железничките линии и ги убиваат оние кои се сметаат за соработници, додека се обидуваат да ги вознемират руските сили. А пак конфликтот помеѓу Украина и Русија највеќе им одговара на луѓето во сенка, бидејќи они заработуваат премногу пари од тој конфликт со тоа што продаваат оружје и медицинска опрема. Тие заработуваат пари на туѓа мака и страдање. Нив не им се битни луѓето, туку се обседнати само со парите и моќта и контролата над луѓето. Ви благодарам за вашето одвоено време.